Македонија е единствена држава во која што не постои центар за изгореници, а статистиките конкретно не ги знам, има и како потреба од еден таков центар. Во моментов се третираат на пластична хирургија, ЈЗУ пластична и реконструктивна хирургија во Скопје и кај колешките, односно колегите во Светинаум Охридски. Меѓутоа, проблемот е што се третираат заедно со сите други пациенти, односно на истиот одел, ние колку можеме ги изолираме во посебни соби, за да не дое до инфекции, контаминација на изгорениците, пошто знаеме една изгореница исто што и отворена рана, само што многу поголема површина. И главен проблем се интрахоспиталните инфекции и од надворешниот простор. Затоа тие пациенти треба да се третираат во комплетно стерилни услови. Истото се случува и во Светинаум Охридски. Сите сме биле по центри надвор од нашата држава, сме виделе како функционира тоа, дека тоа е посебен одел, каде што мора да постои прво филтер за стерилно влагање во тие простори, комплетно стерилни простори каде што нема да се мешаат пациентите од други проблематики заедно со изгорените пациенти, соба за интензивно лекување кое што ќе ги прима тие пациенти, посебна операциона сала каде што треба да се третираат и посебна сала каде што ќе треба тие пациенти да се одржува хигиена и делимичниот третман на тие изгореници. Сме го дискутирале тоа на стручните состаноци, секако имало укажувања до надлежните структури дека Македонија има потреба од еден таков центар. Просторно не е проблемот, кадар исто така. Еве самиот министер спомна дека во моментов пластична хирургија со најмногу специјализанти, преку 30 специјализанти, така да дур се оформи тој центар би можело да имаме и готов кадар кој што ќе се занимава со таа проблематика. Секако имаме и специјалисти пластични хирурзи и тука кај нас и во Светинаум Охридски, па и 8 септември. Веќе имаме таму тројца специјалисти кои што би можеле да се занимаваат со таа проблематика.